Кризниот штаб на општина Кочани одржа работен состанок при што усвои заклучоци за примена на неколку мерки за заштита од ширењето на коронавирусот на локално ниво. Беше нагласено дека зголемениот број позитивни лица и пациенти со COVID-19 во последните неколку дена е причина да се реагира итно, како превентива од засилувањето на епидемијата. Членовите на кризниот штаб истакнаа дека состојбата станува сериозна и неопходни се мерки за предпазливост и препораки до граѓаните за почитување на протоколите за здравствена заштита. Институциите веќе бележат пораст на бројот на лица кои се тестираат, што е доволен сигнал за состојбата со коронавирусот. Бројка од 30 на теста на ден кои се взимаат за тестирање со Real PCR метода, доека колку што знам и во болницата имаме тука некаде околу 30 на брзи тестови кои ги детектираат позитивните случаи во општината. Значи, сума сумарум некаде околу 60 на теста на ден се земаат, од каде од вчерашната бројка од 32 позитивни лица се гледа дека бројката рапидно расте. Значи, ако пред некои недела две имавме 5, 10, 20, 3 лица кои се позитивни, вчера имавме бројка која покажува дека сојот кој најверојатно е раширен на нашата територија е поинвазивен. Би ги замолила нашите граѓани да кога носат маски, маската да се носи правилно, да не се групират и да бидат стрпливи. Значи, матичните лекари се сите знаат дека сме ние во контакт со нашите пациенти, но за жал бројката брзо се шири. Контактите со еден заболен по некој пат во денот се по 5 пати, значи да ќе ги добијат матичните на телефон. Врз основа на тоа што е направено како тестови, повеќе од 90% станува за млада популација. Значи тоа се луѓе од 20 години па до 40 години, така да мислам дека тие се и главниот фактор на ширење на заразата и треба особено да се обрне внимание кај нив за тоа што добро е тоа што они имат лесна клиничка слика, барем тие што се кај нас пријавени. Меѓутоа, тие се и потенцијален извор на зараза за своите родители и своите возрастни баби, дедовци кои што ги имат дома. Од општата болница потврдија дека состојбата со бројот на позитивни и заболени брзо расте, а болничките кревети повторно се полнат. Од сабота се вклучени и специјализантите. Сите специјализанти се повлечени од клиники да не обслужуваат за тоа што и немаме и доволно и луѓе. И тие луѓе се истоштени. Значи има екипата уште у ковид болницата, година дена не се били на годишно. Ни еден ден. Значи секојдневно се очуват по сега, моментално, по 100-200 пациенти дневно. Тој наплив. Иначе, у однос на хоспитализацијата имаме 8 пациенти, со ведешниот извештај до министар Китай. Значи имаме 8 пациенти хоспитализирани, од тие 5 се потешки на оксигенска помош. На жалост, овие денови имаме, како што читате, по 1-20 и починати пациенти со повеќе болесни с тие со коморбидитети. Имаме многу голем наплив на пациенти, капацитетите се тие, со началникот надчовечки напад. Сакаме да пуштиме таа ковид болница. Мислам дека у теко на неделата може и тоа ќе се случи. Ќе имаме поголема флексибилност, повеќе пациенти ќе можеме да обслужиме. На крајот од работниот состанок на кризниот штаб беа донесени препораки за неколку заштитни мерки. Јавното комунално предпријатие од утре почнува со перење и дезинфекција на сообраќајниците во градот Кочани, како и дезинфекцијата на местата каде што се одлага отпадот. Понатаму, противпожарната територијална единица ќе пристапи повторно кон дезинфекција на фабричките хали каде што има концентрација поголем број на луѓе и на зградите за колективно домување. За таа цел локалната самоуправа ќе обезбеди средства за дезинфекција. Понатаму се договоривме да сообраќајните инспектори, подпомогнати и поддржани од сообраќајната полиција, да вршат засилен надзор и контрола во делот на јавниот сообраќај, дали се почитуваат мерките и препораките, како и дезинфекција на превозните средства со кои се превозуваат лицата. Уште една мерка или препорака до нашите сограѓани е да
да родителите бидат внимателни, предпазливи во делот на користењето на детските игралишта и реквизитите и да навистина, ако има поголема концентрација на луѓе, да не се користат овие игралишта кои навистина се намерени за најмалата популација, меѓутоа со оглед на состојбата и со засиленото ширење на вирусот да бидат внимателни. Состојбата во училиштата во Кочани е стабилна, а во детската градинка Павлина Велјанова 3 деца и една воспитувачка се во домашна изолација поради контакт со позитивни лица. Кризниот штаб на општина Кочани ги повика граѓаните да ги почитуваат мерките за заштита, да не се групираат, да одржуваат потребно растојание и да носат заштитни маски, зашто ќе има и засилени полициски контроли и санкции.